Притисоците треба да бидат во длабочина од 4 до 5 см, тие треба да бидат ритмични, односно еднакви, и додека притискаме треба да броиме на глас, за да знаеме до каде сме, да знаеме колку сме притиснали. Вработените во детската градинка Вера Циривири Трена денеска има можност да следат предавање за прва помош, организирано од страна на Црвениот крст Штип. Обуките беа како правилно да се даде прва помош на повредени лица, возрастни и деца. Целта на настанот беше вработените да научат како да реагираат во дадена ситуација, бидејќи секојдневно се соочуваат со разни случаи во кои се вклучени пред се децата. Вработените од детската градинка Вера Циривири Трена ќе добијат соодветни примери, практични примери, предавања како да постапат при одредени ситуации, земајќи го предвид фактот дека во детските градинки се згрижуваат деца од најмала возраст, од 8 месеца до 6 годишна возраст. Секојдневно во текот на нашето работење, вработените честопати се соочуваат со некои предизвици, некои немили настани и затоа го искористивме денот и голема благодарност за Црвениот крст кој што се озваа на нашата покана и се надевам дека примерите кои што ќе ги добијат, предавањето ќе биде од важна корист на вработените. Црвениот крст Штип го спроведе настанот денеска во детската градинка, а во наредниот период обуки за прва помош ќе се спроведат во основните и средни училишта во Штип. Организира обука по прва помош која што е наменета за вработените во градинката. Честопати вработените во градинките се соочуваат со разни ситуации во кои што мора да укажат помош на дечињата кои што се здобиле со одреден вид на повреди, скршеници, рани и слично. Присутните имаат можност да стекнат основни знаења за првата помош која што спасува животи, но исто така има за цел и да ги намали компликациите од настанатите повреди. Обуката е спроведена од страна на лиценциран демонстратор од страна на Црвен крст Штип. Наредниот период во детската градинка Вера Циривири Трена во Штип ќе се спроведат низа предавања со секторот за внатрешни работи Штип во делот на безбедноста, а потоа се планирани активности со територијалната противпожарна единица Штип.